проект има една многу важна димензија, тоа е пред се институционална, културна димензија. Голем број од овие институции на кои им се градат објекти, морам да кажам дека во изминатиот период се соочуваа со голем број на просторни проблеми. Еве јас ќе го изведам проблемот со Македонската филхармонија. Тоа е една многу значајна институција во нашата држава која што остави значителен белег не само на домашен, но на меѓународен план во целокупното уметничко творештво кое што го продуцираше и го промовираше надвор од државата. Значи Македонската филхармонија со години се наоѓа во објект под кирија, значи сместена е во домот на Арама, во еден простор, морам да кажам, несоодветен за една ваква значајна институција, и мислам дека навистина и мене лично како министар за култура и пред се за уметниците и за сите вработени во Македонската филхармонија, мислам дека од големо значење беше што за прв пат државата застана за изградба на една ваква клучна институција. После дипломирање во Келн, кај познатиот виолинист Виктор Третјаков, јас дојдов овде по покана исто и на тогашниот директор Валери Стефановски да придружам да помагам. Тогаш баш се ослободи местото на концертмајстор во филармонија и ми се пружи прилика хонорарно да доаѓам повремено да свирам со нив, да им помагам на концертите малку. Таа соработка прерасна во дружба голема и така полека се вклопив во колектив. Луѓето ме засака, јас ги засакав моите колеги. За времето на мои студии во Германија, јас имав прилика, али пред тоа, воопште во живот, имав прилика да настапувам во големи светски сали. Живеев и работев во Келн, кај што има една од најдобрите сали во свет. И знам како стојат работиве со сали по светот. И знам што значи добра сала за еден оркестар. Кога дојдов тука, бев упропастена во какви се услови работиме. Секое лето многу топло, секоја зима многу ладно и дува. И не може да му најдеш крај. Салата е многу чудно, тоа се дискутираме. Нема некои закони. Ако затвориш оваа врата, таму нема да дува. Тоа не важи. Добро, ова ќе наречам Голгота трае веќе многу години. Македонските филхармоничари се измачуваат, односно се измачуваме во сала со неадекватни услови. Ке кажам прво од уметнички аспект, значи не ги задоволува критериумите на концертна сала која што треба да поседува акустика, пристојни услови за музичарите на сцена, доволен простор, убаво осветлување, пријатни седишта за публиката и така натаму, до оние услови кои што би ги нарекол ежедневни, а тоа се услови од физички карактер, значи нон-стоп има провев, топло, ладно, летно време премногу топло, зимно време премногу ладно, има провев, така што навистина музичарите со крајни напори си извршуваат својата работа. Би рекол понекогаш и со подвиг, јунаштво успеваме да ги даваме концертите од нашиот редовен репертоар. Во сите овие изминати години, значи 67, токму оваа институција има еден основен, базичен проблем, а тоа е проблемот со своето престојување како институција. Значи, ние се уште, за жал, сме сместени во домот на Арама, во една зграда која што ни оддалеку не може да кажеме дека ги обслужува нашите потреби, а да не зборуваме па за тоа за стандардите во кои би требало да биде филхармонијата сместена, на какво ниво би требало да ги има условите, а со што ние се соочуваме денес.
За среќа, значи ние се обидуваме по многу параметри да се мериме со останатите оркестри во регионот, со европските оркестри, и тоа го правиме и тоа успеваме да го направиме од оној аспект на квалитет, значи растежот на оркестарот, квалитетот кој што оркестарот го има, подигање на нивото на квалитетот на оркестарот, од друга страна пак доведување на вистина на врвни уметнички имиња кои настапуваат со филхармонијата, тотално ребрендирање на институцијата пред 2 години, значи ново лого, сите материјали кои што ги имаме како маркетинг материјали се многу современи, со еден поинаков израз. На тој начин филхармонијата стана посакувано место каде секој би сакал да оди, значи имаме многу публика, стана место каде што на вистина луѓето со задоволство доаѓаат. Меѓутоа, ние музичарите, а верувам и публиката, се уште некако одењето на концерт во салата на Домот на Арама тешко го преживуваме. После 65 години, конечно некој се сети на оваа институција и се фати во костет со проблемот кој што е навистина долгогодишен и проблем кој што лично сметам дека требаше да биде решен уште пред многу години, ако не пред 50, барем пред 30. Се потрудивме да сите овие конкурси бидат меѓународни, да има поголемо учество и на странски и на домашни архитекти со идејните решенија. Посебно ми е драго што на сите овие конкурси конкурираа на вистина голем број и на меѓународни архитекти и на домашни архитекти. Имаше можност да се направи правилно жирирање и на вистина да се избере најдоброто идено решение. За концертната сала на Македонската филхармонија, баш во жири комисијата, се сеќавам, беше еден многу познат архитект од Германија, кој што учествуваше и кој што заедно со тимот, значи со сите оние кои што беа во жири комисијата, успеа да го изберат ова идено решение на архитектот Виктор Михајлов, кој што доби прва награда и кое што идено решение доби во европски размери, значи 4-та награда за најдобро идено решение, значи во делот на архитектурата. Тоа посебно ме радува. Локацијата предвидена за Македонската филхармонија е дел од културниот центар на Скопје. Објектот е лоциран на платото помеѓу Македонската опера и балет и Музичко-балетско училишен центар, едновремено отворен према постоечкото плато и реката Вардар. Планираната локација останува доследна на идејата за оформување, конципирање и содржинско дооформување на културниот центар на Скопје. Функционалното, тој аспект, значи и функционалното и волуменското обликување на објектот во основа ја следи идејата за еден динамичен развој на културниот центар и внесување на нов живот во рамките на истиот. Објектот има за цел да одаде печат на времето кога се гради, да се вклопи во новите урбанистички услови кои што се настанати на самата локација, но на одреден начин да ги почитува и континуитетот на целокупниот ансамбл на објекти кои што се во обкружувањето и го формираат културниот центар. Композицијски волуменот на објектот е составен од два елемента: монолитен базис на приземјето, кој што е во релација со постојната тектоника на партерот и на околните објекти, и скулптурално тело, монументален волумен составен од сферични
површини кои што во себе ги интегрираат двете концертни сали и главното фоаје. Целокупната функција на објектот, административните простори, техничките простори и вежбалните за оркестарот се сместени во приземјето. Пристапите на самата локација, влезовите во објектот, на некој начин ги следат веќе втемелените линии на движење низ локацијата, односно ја потврдуваат визуелно впечатливата релација помеѓу културниот центар и галеријата Даут Паши Намам. При функционалното решавање на објектот, најголемо внимание е обрнато при решавањето на концертните сали. Интериерите се замислени од дрво и од естетски аспект, но пред се и од барањата на акустиката. Акустиката е изработена од најреномираната светска фирма Мулер ББМ од Германија, која што е овде представувана од страна на господинот архитект Јорг Кумел. Освен проектот за акустика кој што го изработија, неговиот ангажман е директно при изготвувањето на проектот за интериер до најситен детал, со цел да се обезбеди концертните сали да имаат безпрекорна акустика, односно истите да имаат квалитет на акустичен инструмент. Големата концертна сала е од типот на шубокс со капацитет од 1030 седишта. Таа е со правоаголна форма, а партерот е композицијски поделен на 3 сегменти кои што се интегрирани во една целина. На ваков начин се обезбедува безпрекорна акустика во секоја позиција од салата. Од аспект на дисперзијата на звукот, најголемо внимание е посветено на дизајнот на плафонот. Неговата форма и елементите, сегментите од кои што се составен, се параметарски пресметани за да имаат прецизна рефлексија на звукот во секој дел од седењето, односно од партерот. Малата сала е со капацитет од 350 седишта и незината форма, функционално решение, како и позиционираност во рамките на објектот, ја прави рамноправен елемент по својата употреблива вредност. Незината примена вогнално би била за експериментални типови на музика, помали симфониски перформанси, етно музика, джез музика, а целта е, односно, на одреден начин преку збогатување на жанровите на музика, Македонската филхармонија да се издигне на ниво на културен и концертен центар во градот. Посебно ми е драго што конечно вработените во Македонската филхармонија уметниците ќе имаат свој собствен дом во кој што ќе можат да продолжат да творат со својот уметнички потенцијал, со својата уметничка енергија, бидејќи сепак ќе кажам и покрај условите во кои што досега работеа и работат, сепак успеа да ја промовираат нашата држава, да добијат голем број меѓународни признанија, меѓународни награди, така да се надевам дека и они се среќни. И ние како држава треба да бидеме горди што започнавме со изградба на една ваква значајна инвестиција и самата инвестиција пред се има и економски бенефит и економска заштеда, морам да кажам, бидејќи континуирано се плаќа кирија за домот на Арама, се плаќаат и други материјални трошоци, сето она бидејќи во домот на Арама се одржуваат и други настани, така да со добивањето на една своја институција и свој дом, уметниците верувам дека ќе продолжат со сиот тој ентузијазам и со целокупната уметничка творечка енергија која што ја работеа и досега.
Бевме поканети на самит на ИПП во Брисел, Европската народна партија, каде што припаѓа и ВМРО. И заврши самитот, ги собравме сите документи што биле пред нас, се качивме во авион за назад во Скопје и во авионот бевме јас и Мартин Протогер, мојот шеф на кабинет. Разгледувавме што се не сме прочитале од материјалот што ни го распределиле таму, бидејќи обично се дели повеќе материјал од тоа што може за неколку сати да се исконзумира. И читајќи го таму, видов дека на некоја си комисија во ИПП, некој дал предлог да се изгради музеј на жртвите од комунизмот во Брисел, кој што ќе биде за цела Европа. И читајќи го тоа, го искоментирав со Протогер, му велам, види каква добра идеја. Не знам дали ќе се реализира и веројатно не се реализира, бидејќи не се слушнал, но некој дискутирал за тоа и почнавме да го разработуваме во една дискусија тоа. Потоа се префрливме на музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и потоа свативме дека кога тие две елементи ќе ги ставиме заедно, треба уште нешто да се додаде и да испадне музеј на македонската борба за државност и самостојност. По доаѓањето тоа го доразработивме. Викнавме и други луѓе, архитекти, историчари. Направивме група на историчари, професионалци од Институтот за историја, од факултетите и така натаму, докажани во својата професија. И ме кажавме идејата, рекоа дека е извонредна. Со архитекти разговаравме дека тоа би било добро да биде сместено во објект со историски стил. Како и за другите инвестиции, така и за музејскиот комплекс Македонска борба за државност и самостојност, исто така Министерството за култура објави меѓународен конкурс. На конкурсот се јавија доста архитекти кои што понудија навистина добри идејни решенија. Исто така во жирирањето на сите овие конкурсни трудови беше вклучен еден архитект од Франција, кој што баш во тој период доби една престижна награда за архитектура. И посебно ми е драго што беше во Македонија и даде допринос да сепак се избере ова идејно решение кое што беше јавено на конкурсот. Тука беше еден доста млад архитект кој ја доби наградата за идејното решение на музејскиот комплекс. Потоа архитектот се откажа од понатамошната работа на проектите, така да Министерството за култура објави тендер за добивање на проектантска куќа која што се зафати со изработката на сите овие проекти. Заедно со проектантската куќа се изработија сите проекти за изградбата на музејскиот комплекс. Пред почетокот на отпочнување на процесот на проектирање, ние воспоставивме некакви проектантски принципи и тие принципи ни беа водилка во целокупниот процес на проектирање. Еден од принципите беше тој, поради тоа што ја добивме проектната задача да испроектираме простор за музејска поставка, значи требаше да добиеме адекватен, беспрекорно функционален простор за музејска поставка. Во тоа поприлично успеавме, со тоа што оформивме монолитен волумен за простор за музејската поставка, опремен со собствени вертикални комуникации, така да организиран по принципот влез-излез. Ако видовте у холскиот дел, имаме една влезна врата, двокрилна, малку пораскошно декорирана, влегува во музејската поставка и
цело време ве прати музичката поставка, идете по една линија и завршувате во крајна излезна врата, така да процесот на музејска поставка не е деконцентриран од секундарните содржини на објектот. И беше комплицирано да обезбедиме еден таков квалитетен простор во кој ќе се преклопуваат 4 до 5 музички дисциплини. Вие имате во светот и музеј на современа уметност, имате музеј на воздушни фигури, имате етнолошки музеј, имате историски музеј. Сега сето тоа заедно собрано е инкорпорирано во една музејска поставка. И мислам дека добивме адекватен и функционален простор, односно ја потрефивме содржината на функцијата за која беше замислено да биде овој простор. Дефиниравме изборот на материјалот, значи одлучивме дека тоа треба да биде фасада изработена од камен, и тоа природен камен со кремаста боја. И збогатена фасада со форми препознатливи за околниот амбиент. Така да лакот кој е користен у двовисинскиот приземен дел го имаме на камениот мост. Камениот мост има строга симетрија, истата строга симетрија ја применивме и на фасадата на музејот. Имаме богати профилации на сите овие објекти кои претходно ги напомнавме, од старата Скопска чаршија преку Пашинанон па до Калето, како рамки на прозори, богати профилирани венци и така натаму. Така да вие ќе видите квалитетна бордура од неколку бои на мермер на подот, ќе видите квалитетно изработени мермерни столчиња, убаво профилирани и полирани, убав ракохват. И сето тоа горе на куполата ќе видите еден убав витраж од 220 метри квадратни, кој е уникатен, не само што е уникатен како изработка, него е уникатен и по големина. 220 квадрати витраж сигурно немаме на овие балканските простори, а тоа го става веќе у конкуренција со витражите од Стоколна куќа Лафает у Париз, витражите у два хотели и едно казино у Монте Карло. Со тоа што нашиот си има исклучиво белек наш, имаме у процеса на проектирање, имавме користено како инспирација 17 елементи од македонскиот фолклор, од македонските носи, од македонските накити и слично. Со проектната програма ние добивме некаков режим на услови. Тука се преклопува 4 до 5 музејски дисциплини, во кои едната е и восочни фигури, кои бара посебен режим на одражување. И тој посебен режим на одржување кој го бара производителите на фигурите, ни наметна да се ослониме на последните достигнувања на енергетските системи од таа област, применити конкретно во музејот. Така да системите на ладење, на грејење, на вентилирање на просторот се исто белек на најновите технолошки достигнувања на ова време. И тоа е белек во кое време е граден објект. Во делот на осветлувањето на објектот, како внатрешното, така и надворешното, доведовме најновите достигнувања во делот на расветлата. Со илуминацијата цел беше да се постигне да луѓето ги конзумираат објектите 24 часа, објектите да бидат раскошно илуминирани, да се согледа нивната убавина, богатата пластика на архитектурата, и мислам дека е тоа постигнато, особено што веќе имаме и реализирани објекти од целиот потек, и уште повеќе што следат објекти и што таа цела приказка ќе биде пополнета и ќе се добие една целина апсолутно.
практично зборуваме за интегрална илуминација на објектите. Илуминацијата има 3 дела. Има стандарден режим на работа, тоа е, да речеме, до 12 часот. Режим на работа 50%, од 12 до 6 часот наутро. Има и свечен режим на работа. Освечениот режим на работа преку динамички секвенции постигнато е ефектна символика на виорењето на знамето. Ова инвестиција, ќе кажам, е исто така доста сложена, бидејќи кога започнавме со реализација на овој концепт, идејата беше да се прикаже, значи, историскиот развој на Република Македонија, борбениот код на нашите македонски интелектуалци, на сите оние кои што дадоа значителен белег за независна и суверена Република Македонија, и посебно ми е драго што успеавме да го завршиме точно во годината кога Република Македонија одбележува еден значаен јубилеј, а тоа е 20 години од незината независност.